Предмет македонски јазик, прво одделение, одделенски наставник Елена Крставска. Обработка на текстот пролет. Цели учениците да научат да ја опишуваат пролетта, учениците да ја разберат содржината на текстот. Потребно е прибор за пишување броење, бел лист од блокче, тетрадка. На самиот почеток ќе ви прочитам неколку реченици, а вашата задача е да откриете за кое годишно време станува збор. Да почнеме. Природата се буди по зимскиот сон. Сонцето почесто грее, денот е подолг. Дрвјата раззеленуваат и цветаат. Ливадите се полни со пролетни цвеќиња. Птиците преселници се враќаат во своите стари гнезда. За кое годишно време станува збор? Точно, пролет. Во пролет се е шарено. Бело е од коќичето кое прво никнува. Наоколу се шири опојниот мирис на зумбулот. Жолто е од нарцисот, а разнобојно од лалињата. Во пролет се е весело. Сонцето почесто грее. Птиците преселници се вратија назад во своите гнезда. Штркот, ластовицата. Под земјата излегоа бубамарата, мравката. Убаво е во пролет. Затоа за пролетта ќе ви прочитам еден краток текст. Слушајте внимателно, на крајот треба да одговориме 4 прашања. Да почнеме. Пролет. Пролетта е почеток, првогодишно време. Децата зборуваат пролет, лето, есен, зима. Пролетта е најпрва. На пролетта најмногу и се радуваме. Но во првите пролетни денови се водат мали борби во природата. Што мислите, помеѓу кои се води борба во природата? Борба се води помеѓу сонцето со снегот и дождот со силниот ветер. Се борат меѓу себе кој ќе победи. Времето е променливо. Доаѓаме да ја пресретнеме пролетта со чадор. Најпосле некој победува. Што мислите, кој победува? Најпосле сонцето победува. Неговата светла и топла топка ја осветлува и стоплува земјата. Сонцето е најголемиот пријател на пролетта. Секоја година тие приредуваат изложба на цвеќиња. Автор на текстот Сунчана Шкринјарик. Како што кажав, нашата задача е да ги одговориме 4 прашања во врска со текстот. Прво прашање. Се радуваш ли ти на пролетта? Зошто? Да, сите се радуваме, затоа што во пролет се е весело и шарено. Второ прашање. Кој се бори за победа во пролетта? За победа во пролетта се борат сонцето со снегот и дождот со силниот ветер. Трето прашање. Кој победува? Да, на крајот сонцето победува. И последното прашање. Што приредуваат сонцето и пролетта секоја година? Каква изложба? Сонцето и пролетта секоја година приредуваат изложба на цвеќиња. Што треба да запомнете? Прво, кои се годишни времиња? Годишни времиња се пролет, лето, есен, зима. Во пролет сонцето почесто грее,
денот е подолг. Дрвјата раззеленуваат и цветаат. Ливадите се полни со пролетни цвеќиња. Птиците преселници се враќаат во своите стари гнезда. А што треба да направите? Пролетта нацртана од рацете на првачињата, ваши другарчиња, нацртаа разнобојни цвеќиња, разиграни пеперутки, кукичиња, расцветани гранки, дечиња кои си играат покрај една река, и уште многу цртежи. А твојата задача, дете, е да ја нацрташ пролетта во твојот двор. Сите промени кои настанаа во природата. Нацртај, обој и раскажи на мама, тато, баба, дедо.